Здраво, тоа сме повторно ние, вашите пријатели. А ваши пријатели се нормално и вашите домашни миленици. Вистинските пријатели се секогаш тука за вас. Затоа гледајте не нас, а сакајте ги вашите домашни миленици. Ние со вас секогаш ги споделуваме најубавите моменти на нашите гости со нивните миленици. И оваа емисија ви подготвивме нешто интересно, забавно, едукативно, нормално во наш предпознатлив пријателски стил. Затоа останете во уште едно заедничко дружење со емисијата Пријатели. Ние сме повторно тука, еден голем љубител на животните. Тој покрај тоа што има емисија на телевизија, има емисија и на радио, исто така одледува многу кози и кучиња. Исто така, овој пат, тој натера луѓе да дојдат да ги посетат неговите кози и кучиња, да си поиграат со нив, да одвојат дел од нивното време и да излезат од оној градски метеж кој што секојдневно настанува кај нас. Тука, моментално, ние разговараме со Миленко Неделковски. Здраво, Миленко, како си? Здраво. Добро сме ја и бабуш. Миленко, најново од претходната емисија е тоа што започна со радио емисија, исто така беше твоето патување во Кина. Но покрај твоите обврски ти се одлучи да направиш еден ваков настан. Зошто се одлучи токму за тоа? Нема цел, многу луѓе ми се јавија. Односно ми пишува на Facebook дека децата нивни сакале да видат, па многу сакале кучиња, ваму таму и викам еден ден да соберам се, за жал денеска како забелја вчера многу врнеше. Времето на и завчера денеска е поубаво, ама кој дошол, кој не дошол. Ама ето има доста луѓе дојдоа да се подружат малку со кучињата. Настанот го најави пред неколку месеци кога ја снимавме претходната емисија. Зошто се случува со толку големо закаснување? Па зошто? Малку време да најдам слободно, малку такви. Не е нешто. Требаше отидов за Кина, па после имав некои гости од странство за мојата емисија и така. Не е некое со време па да мора сега да е после. Тогаш ни кажа дека сакаш да подариш кучиња. Имаше многу јавување и кај мене и пишување на мојот Facebook профил. Дали можеш да ни кажеш што се случи после завршувањето на емисијата? Прво ми беше планот, ама неопитен во ова, дека во еден ден тоа да земам. Тоа очигледно не беше добра замисла. А во меѓувреме, во еден ден демек се да се сврши тоа, ама не биваше тоа. И почна луѓе да се јавуваат од вамо, тамо, ја знаеш тој сум, јас сум овој. Сам нема врска, кој сака нешто. И од тогаш до сега имам дадено едно 40-45 кутриња из цела Македонија. Некому му треба за удвор, некому му треба за најразлични работи, некој љубител, некој има повеќе, некој имаше неколку и со стада што беа. Така да на многу. Над 40 кутриња дадов, како кој ќе созрееше, значи да напуни 20, да напуни 2 и нешто месеца и така им ги давав. Секаде низ Македонија има, може да се видат на интернет многу од тие на интернет се си ги покажуваат кучињата. Еве и денеска дојдоа едни што зема пред извесно време, вика 35 кила кучето ни стана. Ќе стане и како овој 80 кила. Колку имаш, бабуш, бе ти? Ај кажи колку имаш. Кажи бе колку, кажи. Кажи колку кила имаш, кажи. А дали си во контакт со луѓето кои што веќе си задаа кученца и кој беше условот за земање на кученца? Контакт, со некој сум, со некој не сум. Услов беше некако да ме убедат дека може да го ранат и макар да го чува. Тоа беше. Сега јас им верувам дека тоа што ми го кажале е вистина, сега понатаму не можам да правам истрага. Него овие се луѓе кучиња што многу јадат, него ко кафеонери и овие дека што се. Тие се кај мене да кажеме секој куче јаде 3 кила коски на ден и 2 до 3 леба преку лето помалку. Значи ако не можеш со тоа да го раниш, во тој случај ќе го мачиш. Дали планираш наскоро повторно да подаруваш кучиња да се шири македонската раса шарпониницот на нашите простори? Па тоа планирам да се шири со тоа што не можам наскоро скоро и да немам. Имам сега две мали котила. Едната таа меца роди 10, ама едно по едно 8 и умре, а две остана, ама па тие две се многу така цврсти, дебели и тешки. Имам надеж дека ќе се убави. А мецана, значи таа една е меца, една мецана, таа роди 6 и сите 6 се живи. Значи овој момент немам баш, претпоставам дека околу април-мај пак ќе има така контингент, за да можам да дадам на луѓе што се заинтересирани.
Претходниот пат кога се возев со джипот, можам да кажам дека се што беше камен во брезите од мен излезе. И тогаш баш се уверив во бранањето на територијата на шарпланиците. Тоест камерманите повеќе се увери од мене, но дали можете да ми кажете дали се секогаш такви? Па они си ја знаат територија, они си исклучително умни кучиња и со карактер. Дури да има опасност од едната и од другата страна, а тоа е разлика од, што знам, 2 километра примерно. Една група ќе биде тамо, една група ќе овде, друга група е со стадо, трета група е кај што се луѓето, кај што се ги чуваат. Не знам кој како ја решаваат стратегијата меѓу себе. И не се да кажеме сега само женските вама или само машките, само големи, само него. Секаде има репрезентативен примерок, тој некој као командант, појак, па има 2-3 женски, тие се женските се најдобри чуваат. Подобри чувари се од машките, женките се оштри, страшно, со нив да не се зафатиш. И по некој мало кој учи. Значи и секаде е равномерно. Како успеваат така? Тоа е за мене мистерија, како успеваат да се договорат, кој е тој нивен кучешки јазик, не знам. Го спомнав джипот. Ти ни кажа дека ти е премногу драг. Што се имаш поминато со него и дали ги имаш кучињата возена во него? Ово е джип купен на старо, е 94-та, 20 години има. И е од Американската амбасада, автоматик 4 кубика, со плин. И што знам, имам со него снимено 50 емисии сигурно, најразлични офроуд. Пропадна во Пчиња, во Лепенец, во Крива река, си надоле се сруши тамо на српска граница, попушти патот, отидовме на провалија, кај се не беше. Од Солунска глава, од Кајмакчалан, од врвовите на Кожув, тамо каде што се фортификациите од Прва светска војна, кај што биле спротиставени двете армии, по самиот црт на Беласица, таа е многу остра и тешка планина за возење. И кога се одмараше од тоа, овдека на фармата носеше цемент, песок, цигли, камења, даски, талпи и така. И плюс кога, ете, до некаде, да кажеме да треба и ненајдено да го однесеме кучето на ветеринар, одевме или на некои пријателите, така што однесов, например, на Љупчо Зиков, му однесов 3 шарпланинци, тој има стадо со, како се вика, со овци, па потоа еден млад дечко, тој е брат на Тамбурковски, тие имаат стадо со крави, оној систем крава теле, него му однесов 3 кучиња и така, тоаш ги носам со него. Така да имаат се, или кога ги носам понекогаш да ги снимам во Скопје кај мене во емисија, исто така. И е овој, да го кажеме, уште еден-два, кој ќе го видат отворено си влага, се вика издахи да се сликаме. Видов на вашата Facebook страна дека си разменивте кученца со манастирот Бигорски. Дали тоа е поради мешање на крвта или? Не, отецот тамо всушност еден ме замоли, кој не е свештено лице, вели, знаеш, тамо им недостасува прч, имаат кози и тамо, нели, тоа, калугери, калугерки, како е редот, си прават сирење едно друго, трето, меѓуто им фали прч, нема, дали би сакал да им дадеш и колку кошта, викам, ли ти кошта, ли ти ништо, ќе дојдете, ќе ви давам убав пример. И така почна таа. После известно време, денес ќе дојдат, утре ќе дојдат, затоа што имаше разни верски празници, вика, може ли коза? Викам, коза не може да ви давам, оти ми се сите скозни, а може да ви давам женско јаре, и тој ќе се порасте, 5-6 месеци, 7 ќе стане убаво. На крај ми рекоа, во ред, вика, како благодарност ние па би ти дали едно, они имаат убави шарпланици, манастирот. Ние имаме една двемесечно една женка, шарпланинец, вика, би ти ја дале, викам, у реду, ако ми дадете, јас ќе ви дам машко. И така, едноставно, чисто како едно почитување, јас сум голем почитувач и на црквата и на религијата и така. Особено на онија свештени лица кои се испоснички настроени, кои не се со мобилни телефони, со скапи джипови, него така. И така да дојде до некаква, не е ни размена, него размена на подароци. И овдека таа шарпланинката што ми ја донесува е стварно убава и бидејќи од манастир кој се вика Јован, а да не ја крстам Јована, ја крстив Јоци, па ме подсетува и на манастирот и на некои мои така колешки и така.
еден куп шарпланинци и едно маче шарпланинец. Тоа го видов на вашите видеа на Facebook. Како е можно едно маче да се спријатели толку со кучињата? Таму има всушност 4 мачки. Кој е мачор, кој е мачка, сега тоа тешко се разбира. И сите си стојат добро со нив. Ама ова едно кој јас го ставив видеото како она си влегува у кафе мислејќи дека е куче, чека јаде, ти му даш јаде. Кога ги отвараме кафезите, сите куче излаѓаат, тогаш и он не излага. Мислам, тоа е стварно чудо на природата. Не сакаш да си во кожа на тоа што е нешто доле. Не би сакал вистина. Видиш како има стратегија. Две отидоа, овој алфа мажекот стои тука, ето го еден ондека. И ова маче, баш тоа што е на сликата, уште не сум успел да го фатам, бидејќи додека извадам телефонот тоа завршува сликањето, инаку на Сабајле кога тргаат козите и кога викаат козарите по кучињата, ајде да тргнете кучињата нагоре, и како тргаат и мачето по нив. И си оди со нив, до овде дојде. И седи со нив, се враќа се. Може би и да е овде горе негде сега, него тоа мало е мачен, мислам мало е по димензија во однос на кучиштава. Меѓутоа си оди со нив и се однесува и имам и други видеа кои се стави, кај што се закачаат, се чешаат со глава, со ова, со она. Баш равноправно го прифаќаат. И другите мачки не ги напаѓаат. Ама ово им е така као ептен, така коњак. Миленко, ајде за крај еден апел до нашите гледачи. Она што го рековте во претходната емисија, потомството на Александар Македонски. Така е, не само тоа, туку гледам има некои дечки кои ми се симпатични по тоа што сакаат да ја утврдат расата Караманот и ние ја имаме таа овдека потенцијална раса Караман и да ја дефинира, дури, значи да ја тоа е овчарско куче, само е црно. И има такви, ја имам едно. Сега мислам не се толку црни, ама може да влечат нешто. Меѓутоа има баш тие, има тешките гледав у некоја емисија или негде. Нека да гледав, не знам, слики од нив и ние треба да дефинираме едно-две раси, едно-три раси. Да кажеме шарпланинецот што е од таа страна на Вардар, од источната страна, е малку поцрвен, нешто како кавказски овчар. Барем мене така ми се чини. И димензиите негови, бојата негова е уште дискутабилна, организираат разни здруженија со сета почет кон сите, разни советувања, тоа е фино за да се дефинира, како се вика критериумот на кучето, не само у димензии, туку и у карактер и у се. Оти ова куче не смее да нападне, не му е во генот да нападне човек или дете, не да Боже не. Он ќе го заокружи, ќе стои тука и ќе чека да дојде некој да утврдиме дали е некој лош или добар. Добронамерник или некој лош човек. А што се однесува до расата, она што јас сметам е дека треба да се прави максимален напор за ширење на расата. Прво по сите стада, затоа што има овие, ќе се жалат, гледате на телевизија, ми влегува волци, ми утепа волку крави, толку телиња, волку, како се вика, овци. Има една стара поговорка која вели, тој што не рани шарпланинци, тој рани волци. Оти волците ќе се изнајаде. А немек шарпланинецот бил голем, многу јадел, па јаде, ама затоа е голем. И затоа ја, која овде нема волци. Овде сега предизвикувам кој сака да дојде, да седи 2 месеца, ако најде у радиус од 10 км волк, ја све му давам ова бакшиш, сите шарпланинци некои има. Нема волк, од нив нема. И сега имаат луѓе големи стада, 200, 300, 500, 700, 1000 овци и немаат шарпланинци или имаат некои мали джинџи. Значи прво да се прошири расата тамо кај што им е местото. Оти има еден голем криминал направен околу шарпланинецот, а тоа е негде 50-та година, 48-49 Лазо Полишевски, кога ги утепува сите кози, а без врска. Они затоа што ја уништувале шумата. Еве, кози има овде, шумата си постои. Овде ја уништуваат шумата дивосечачи, а козите не. Меѓутоа тоа го прави Лазо Полишевски за да го испразни селото, да направи работничка класа наместо земјоделци, наместо селани. И за да ги донесе во град да работат во разни железари, хромови, МЗТ и така натаму, една од работите е да ги испоколе сите кози и тогаш луѓето немаат млеко, сирење,
јарешко месо и така натаму и нема друго, ќе работат во град. И сега гледаме таа катастрофа. 5, 6, 17 години подоц, напуштени села, опустошени села, празни планини, мал сточен фонд, никој не ќе се врати, сите што имаат во градот што се, а што имаат потенцијал да се вратат од кај што се нивните родители, возат такси без врска. Во таа акција е настрадани и шарпланинецот. Утепани се многу, безмалку сите шарпланинци, односно оние кои се избрани како репрезентативни примероци се однесени во војската и полицијата да бидат службени куќи, значи наместо германски овие вучјаци, германците лоши нели тогаш, наши. Меѓутоа ова не е куќа за дресура. Ова е чувар. Ова не е куќа што ќе му кажеш седи, стои, оди, нападни, дојди, ова. Нема, тој си има своја агенда тука. Тоа е негово, он го чува и за него завршила приказка. Треба да јаде, треба да има кучки, нели, за сите да бидат задоволни. И толку, нема друго не размислам. И тука му е концентрирана е целата интелигенција во тоа. И тогаш се уништени многу куќиња, тогаш стаотен број, многу огромен број куќиња се тогаш уништени. И за среќа во високите планински села и бачилата што се многу високо, главно, и тука мора човек да се заблагодари на оние горани, на албанци и така натаму, кои многу високо ги имале, и главно заради тие бачила високо во планината, кои главно биле албански, од сопственици албанци, на Шарпланина, така преживуваат најголемиот дел. Односно, извини, тој дел, мал дел, али најголемиот дел од преживеаните шарпланици, и така почнува расата пак да се враќа. Сега таа раса треба да направиме се, да ја расшириме на територија на цела Македонија, особено онаму каде што за него е природно. Да кажеме, северно од патот Куманово, Крива Паланка. Потоа целата источна Македонија, цела централна, цела западна. Сега тој шарпланинец многу тешко ќе му е во Дојран, во Богданци, во Гевгелија, топло е многу. Меѓутоа секаде на друго место кај што може, треба да се однесе и ја вака сум си поставил моја лична мисија. Кој сака ќе дојде откако ќе го исчувам едно 3 месеца и откако најрепрезентативните примероци секој си одвем за себе, оти Господ прво себе брада си дал, и после другите да ги дадам, нека си луѓето чуваат, од некој ќе излезе, оти тие развоим оди развојот. Значи, доке 3 години малку ќе стагнира, па одеднаш ќе бликне, ќе расцвета, па пак малку, па ќе смени длака и така натаму. До 2 до 3 години уште он не е формиран. Мислам, после втората година веќе, накај третата веќе се гледа што куќе е. На почеток никој не може да знае, ама да си мислиме, и јас си мислам дека е ова е подобро, ова полош, ама тоа не може да. Така да, тоа би сакал така да направам, да што е можно повеќе луѓе го засакаат ова животно и да знаат дека чувајќи го и распространувајќи ја расата, го распространуваат и македонизмот, во смисол на тоа наш бренд, наш производ, значи како што е кувас, пули, пуми, командор, како што се тоа унгарски, маđарски овчари, така е ова македонски овчар. Као што е апенинскиот овчар или пиринејскиот овчар шпански, односно италијански, така е овој, како се вика, македонски, као што е, не знам, леси, шкотски или као што е оној брие, не знам, белгиски, така е македонски, и да си ја распространиме нашата раса. Тоа ми е вака желбата, ако може да си ја постигнам. Се надевам ќе ви се оствари и ви благодарам уште за гостувањето во емисијата Пријатели. Ви благодарам што дојдовте на овој скромен настан, меѓутоа така луѓето малку си видат природа.
Одна вечер отишол заекот во кафеаната на мечката и рекол: "Мецо, дај едно пиво, оти некој вечер во ќе јади ќоток." Зајко седи мирен, пи си го пивото и не прави проблеми? Така заекот известно време ја малтретирал мечката. На мечката и дошло преку глава, го повикала надвор, убаво го претепала и се вратила во кафеаната. Понеја влегол и заек. Ви реков дека некој вечер во ќе јади ќоток. Гледајте ни наредната емисија на истото место во истото време. Чао, чао.